Богата културна недела за Кумановци. Центарот за култура континуирано ги реализира предвидените активности и проекти од сите дејности во Националната установа Трајко Прокупиев. Представи, промоција на книга и изложба во Центарот за култура, но и самостојна изложба на уметникот Зоран Арсовски Бабата во Црнагора е она што ја одбележува оваа седмица од аспект на културниот живот во градот. Би сакал да ја најавам денеска представата Арт. Тоа е една интересна комедија на младиот режисер од Куманово, Владимир Николовски. Се игра вечерва на мала сцена во Центар за култура. Во четврток би сакал да ја најавам изложбата на Акиме Речепи. Тоа е изложба од годишната програма на Центар за култура. Една интересна изложба во која вторката ќе ги представи своите дела. А изложбата се вика Со уметност преку рециклирање. На еден интересен начин ќе биде представена уметноста, така да ги поканувам сите во Куманово да дојдат во 20 часот да видат таа изложба во фоје во Центар за култура. Во петок имаме промоција на книга Дневникот на космонаутко, една интересна книга о промоција на Денис Јанкуловски, човекот кој е медицинско лице, здравствено лице и беше присутен за време на короната тука во Македонија и има напишано во однос на тоа интересни негови текстови, негови приказни, свој виден негов дневник, така да се надевам ќе биде интересна промоција во 19:30 часот во петок во фоаје на Центар за култура. И во сабота во 20 часот имаме театарска представа во која игра нашиот актер Марко Трајковиќ со актерката Нина Дејан од Скопје. Представата Неро, се надевам дека ќе биде интересна за гледачите во Куманово, тоа е од 20 часот, исто така на мала сцена во Центар за култура. Академскиот уметник Арсовски своите дела ќе ги представи на меѓународниот уметнички фестивал на светлината насловен Палатите блестат, кој се одржува по 6 пат низ повеќе локации во стариот дел на градот Котор. Тоа е една изложба на нашиот Зоран Арсовски Бабата, вработен тука во Центар за култура. Навистина сме горди со таа изложба. Тоа ќе биде реализирано во Котор, во Црна Гора, во сабота, сега оваа сабота, и се надеваме дека ќе биде успешно представен и Центар за култура и Македонија и самиот автор таму. Арсовски на публиката ќе се представи со дела кои се од неговиот најнов опус и се изработени во комбинирана техника со која тој е препознатлив на пошироката јавност со оригинален свој стил за кој веќе години наназад пишува и стручната уметничка фела на историчари и критичари на уметноста, за која сведочат бројни рецензии за творештвото на авторот. Тој е познат по бројни концептуални самостојни како и групни изложби и проекти, со кои има учествувано на национално и многу повеќе на меѓународно ниво во повеќе држави низ светот. За својата работа Зоран Арсовски има добиено повеќе награди, признанија и дипломи.